Концепцијски јавниот интерес се темели на обврската на медиумите да обезбедат целосна, веродостојни, сеопфатни, релевантни информации, да бидат форум на размена на ставови и изнесување на критики, да дадат репрезентативна слика на сите групи во општеството, да ги представуваат и објаснат целите и вредностите на едно општество. Јавниот интерес може да се опише и како настојување да се обезбеди ефикасна граѓанска партиципација, односно учество на информирани граѓани во општествените процеси, што подразбира циркулација на различни гледишта, достапни до поширок круг на граѓани. Меѓутоа, она што загрижува или она што ја загрижува теоретската мисла, се тенденциите за трансформација на јавниот интерес, кои што се започнати со дерегулацијата во сферата на радиодифузијата. Односно, медиумската политика се насочува кон максимирање на услугите, што јавноста ги сака, што во основа значи популистички концепт на јавниот интерес. Се повеќе се зборува за медиумите и медиумските производи како стока, исто како секоја друга стока на пазарот. Меѓутоа, стои ставот и инсистирањето дека медиумите треба да служат на јавна употреба и уживање на сите граѓани, а не на приватна добивка или профит на политички моќници или пак бизнисмени. Советот на Европа, Европската комисија имаат усвоено бројни препораки, обврзувачки резолуции за земјите членки, меѓутоа и за земјите кандидати, во градењето на медиумските системи кои ќе гарантираат слобода на изразување, независност на медиумите, медиумски плурализам и разновидност. Централното место во градењето на медиумската политика има концептот на јавен интерес. Што вели македонското законодавство? Сите добро знаеме дека имаме два закони кои што директно се однесуваат и ја регулираат медиумската сфера. Тоа е законот за медиуми и законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, двата донесени 2013 година, а потоа имаат и некои претрпени мали измени во следните години. Она што веднаш паѓа во очи е дека во двата закони никаде, на ниедно место не е дефиниран јавниот интерес. Наспроти тоа, во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги јасно е дефинирано дека македонската радиотелевизија врши дејност од јавен интерес во областа на радиодифузијата во Република Македонија. Таа е должна да создава и емитува програма за целокупната јавност со цел активно да придонесува за создавање и развој на слободно мислење и информирање на јавноста, да биде двигател на демократските процеси во државата, да развива и планира програмски шеми во интерес на целокупната јавност, да обезбеди постојано, вистинито, целосно, праведно, да не набројувам, информирање, да ја промовира и унапредува културата на јавен диалог, да овозможи арена на широка јавна дебата по прашања од јавен интерес. И нема понатаму да набројувам, извлекувам само неколку аспекти кои што произлегуваат од незините обврски. Тука се надоврзуваат и обврските и должностите на новинарите, зборувам за јавниот радиодифузен сервис, од кои имаат должност да се придржуваат кон начелото на вистинито, непристрасно, сеопфатно информирање, политиката на избалансираност, плурализмот на гледишта, да не застапуваат, фаворизираат ставови, интереси на одделни политички партии, здруженија и така натаму, да се придржуваат до начелото на политичка независност. Тука приказната во однос на обврските поврзани кои директно се однесуваат на јавниот интерес не завршува, таа е лоцирана и со
приватните, односно комерцијалните радиодифузни организации. Само неколку аспекти ќе издвојам врзани за нивните обврски: објективно, непристрасно прикажување на настаните, еднаков третман на различните гледишта и мислења, овозможување на слободно оформување на мислења на публика за настани, самостојни, независни, одговорни уредници и новинари.